Политичарите го допреа дното. Во предизборната кампања по трка за гласови заборавија што зборуваат пред народот. Завчера на митингот пред жителите на општина Карпош, Црвенковски го исмеа стечаецот од кампањата на ВМРО ДПМН Јован Чацески. Лидерот на опозицијата наместо изборна програма ги презентираше своите мачо способности за заведување жени. Ако нема дошли е суша, Бранко е крив. Денеска фатив еден спот на телевизија. Нашле некој греф таму и вели заради Бранко се разведов. Абе човек, оди праше тие женати. Да не бил некој друг во прашање. И да сакам не можам да стигнаме, брат. Денеска, за да се промовира во изборната кампања, министерката Јанкуловска отиде да го теши стечаецот. Тој пак вели, вискито зборуваше од Бранко и јас нема да се бламирам и да го тужам. Прво, на господинот Бранко Црвенковски на таа функција што има обиднато, како учен човек, како премиер, председател, се најде на мене да се испуца и да ме вреѓа. Фактички мене он ме увреди со тоа негово однесување. Прво што каже он, да кажем, ако со сопругата сум разведен, он не можеше тој израз да го каже, ни најпрост човек да го каже тој израз дека немал време. И он ќе бидел дека немал време. Да не кажам што. Толку што е од премиер, тоа не би го изрекол никој. Ни најпростиот човек, што е најзатуцаниот, не би го кажал тоа. А со тоа нешто може ме уреди мене, ги увреди многу други луѓе што останаа од транзиција вака како мене. И нив ги има многу. Тоа треба да се преземе нешто мерка против тој човек. По изјавата на Црвенковски, следниот ден пак весникот вечер 8 нас уште по спектакуларен наслов, кој ги остави граѓаните во прашање кој е поголемо дно. Изјавата на Црвенковски, која експресно беше ставена на YouTube за помалку од 24 часа, ја погледна над 2000 граѓани.